На левата страна на Вардар, во срцето на некогашното Пајко мало, веднаш за Националната филхармонија, на површина од околу 11.000 метри квадратни, денеска е отворен новиот градски парк Ибни Пајко. Градоначалникот на град Скопје Петер Шелегов рече дека за овој парк не се потрошени пари, туку се одвоени од редовните програми и донации од општествено одговорни компании. Од денеска нашиот град е побогат за еден нов парк во површина од 11.000 метри квадратни. Ова место во срцето на уметноста во нашиот град, од еден див, неуреден паркинг прерасна во едно прекрасно место во кое што ќе може скопјани да ги поминуваат слободните моменти, слободните сати. Станува збор за еден многу функционален простор во кој што, како што реков и овдека, особено и учениците и вработените во културните институции, учениците во средните музички училишта ќе може да поменуваат дел од своето слободно време. Она што мене особено ме прави горд е што во овој парк е подигнат исклучиво од функционалните системи на градските предпријатија, што би се рекло за јавни набавки не е потрошен ниту еден денар и имавме една прекрасна соработка со општина Центар, која што исто така донираше дел од урбаната опрема во овој парк. Во паркот се зачувани постоечките 12 дрвја и се засадени нови 85 садници во дрвореди. Изградени се и пешачки патеки, сервисна улица збогатена со улична уметност, а поставена и функционална урбана опрема. Пристапите кон паркот се обезбедени со рампи за велосипеди или колички на сите негови влезови, а паркинзите за велосипеди и сервисната станица се поставени на осветлено место под видеонадзор за подобра заштита. На патеката по должината на булеварот Гоце Делчев е засадена жива ограда за да го штити паркот од прашина и од бучава на возилата. А во паркот засадени се вкупно 7500 метри квадратни трева со прскалки и системи за наводнување кои работат на принципот капка по капка.